Поштовани советници, имаме една од, можеби, комплексните одлуки кои што треба да бидат донесени во рамките на овој состав. Искрено се надевам и верувам дека ќе биде последна одлука. Ви благодарам на опозицијата на признанието дека сте утнале работата во старт, барем да најдевте сила и да се извиневте на граѓаните на Скопје за 8-годишната голгота во која што сме влезени заради неумешното и несовесното водење на оваа постапка. Барем да имавте сила да кажете извинете, затоа што ве слушам и некако имам впечаток дека сакате да префрлите топката дека оваа градска управа водела некаква постапка и дека сега, нели, па сте излегле на лице место на терен, сте виделе дека не исполнува избраниот на 3 пати од овој совет потенцијален концесионер, дека не ги исполнува условите и сега одеднаш доаѓате со предлог кој што вели дека постапката треба да се поништи. Лично тоа беше и моето мислење. Значи, јас дојдов за градоначалник на 25. октомври 2017 година. Некаде околу 20. декември 2017 година добивме пресуда во која што се менува концесионерот. Една од лепезите на пресуди. И јас тогаш дадов налог до нашите служби да поднесеме жалба и да побараме од страна на Висшиот управен суд постапката да биде поништена. За жал, таква пресуда не добивме. Малку ми е криво, господин Маневски, сте биле и министер за правда, сте биле републички обвинител во оваа држава и министер за правда. Кога давате мислења правни, веројатно во советничката група имате определен кредибилитет за правното мислење што вие го истакнувате. Ако сте им го кажале на луѓе овдека, тоа што го кажавте на говорница, тогаш се извинувам, не сте им ја кажале вистината така како што е. Човек лежи затвор по петитум, а не по образложение на пресуда. Во петитумот на одлуката на Управниот суд немаме поништување на постапката, туку имаме враќање на предметот на повторно постапување, а поништување на одлуката за избор. Да, и јас сум свесен дека веројатно ќе беше најдобро да имаме нова постапка. Свесен сум. Меѓутоа, немојте да излеземе со став дека заради страна 18, која што не е 18, патем кажано, бидејќи добро ја знам таа пресуда, во образложението на одлуката стои дека се смениле времињата, технологиите и не знам што и не знам што. Ако тоа го напишеше Висшиот управен суд во својот петитум, кај што вас, како совет, ве исправува на носење одлука, тогаш немаше да ga имаме оваа седница. Туку веројатно ќе имавме некаква нова постапка. За жал тоа не е така. Правната состојба во која што се наоѓа во моментов градот Скопје е следна. Ако донесеме одлука за прекин на оваа постапка и отпочнување на нова, тогаш градот го правиме порозен да добие тужби и од Амбиенте и од Шолц за надоместна штета. Основани тужби. Бидејќи овој град, не овој градоначалник, не овој состав на совет, не оваа комисија, меѓутоа овој град, како институција, на тие две фирми, 3, има и една австријска, не знам дали знаете, им дозволил премин во втората фаза на доставување на понуди. Двофазна е постапката. Првата фаза е квалификација и тие се квалификувани, и втората е доставување на понуди. И ако тука ја прекинете неосновано, немате и во системот на јавни набавки, вие не можете да прекинете набавката кога сакате, како институција, не па во системот на јавно-приватно партнерство, односно давање на концесија. Тогаш би се соочиле, верувајте ми, со тужби од по 780 милиони евра поединечно. Значи, ич да не е 150 милиони евра. Би била
правната опасност на градот Скопје со носење на постапка, носење на одлука за прекин на оваа постапка. Иначе ви кажам, значи, мојата волја као градоначалник на овој состав е истакната во жалбата што сме дале 5 или 6 јануари беше, пред Божик, знам дека дури да кажам беше, јас ќе го кажам моето субјективно, не мора да значи дека сум управо, викам, ова ми е последниот поздрав од ВМРО. Не, Ирена, зборувам искрено, луѓе, не знам, ја во принцип се трудам да зборувам искрено, као welcome note. Да дојдете и да ви дадат рок на жалба меѓу Нова година и Божик. И сега да, може би звучи параноично, ама веројатно секој од нас рационално што размислува ќе си го помисли веројатно истото. Мојата лична волја е да требаше да се понише постапка. Таа волја изразивме преку жалба. Таа жалба за жал не е отфрлена како недозволена. И тоа ви стои во образложението на пресудата што доставивме. И сега сте во оваа позиција во која што сме. Патем кажано, дали ќе престане правно, нема да престане правно у ниедна варијанта. Дури да ја поднесеме, да ја донесеме одлуката за поништување на постапката, ќе има тужби. Ќе има тужби. Злото е тука. Треба пробаме да го искендламе. Очигледно е неколку моменти што ги фаворизирале претходниве, да речам, амбиенте во целата приказка. Например, на почеток на постапката, кога била отворена во 2011 година, направено е нешто што е недозволиво по тогашниот закон за концесија, продолжен е рокот за доставување на понуди. Во тој рок продолжен е основа на амбиенте. Во тој продолжен рок што е противзаконски и се ствара можност да влезат во понатамошната трка во градот. И тука е суштината на проблемот. Од каде почне проблемот, ме прашувате, ја ви кажем. Од тука е почетокот на проблемот, незаконито продолжување на рок. Советот ли, градоначалникот ли тогашен, донел одлука да го продолжи рокот за доставување на понуди, што на вистина, верувајте ми, е спротивно на закон. Ако вие како орган незаконито сте работеле за совесните учесници во постапката, а они кога сте им ја дале можност да се совесни учесници, не може да има последици. Така што не е основ. За жал. И сте ги внеле, и сте ги однеле фирмите после натаму. Квалификации, избор, доставување на понуди. И сега ја имаме оваа ситуација пред која што е исправен Советот. ФЦЛ Амбиенте е избрана 3 пати. И на 3 пати имаме одлука на судот кој што ја поништува таа одлука на Советот на градот. Заради недоследности во понудите, односно неправа валоризирање на понудите на трите понудувачи. Сите зборуваат за 2, јас секој зборувам за 3. Сакам да сум правно прецизен. Факт е дека сме пуштиле 3. И сега, вакви биле, такви биле, онакви биле, луѓе, вие ги избравте. И пресконференција имаше опозицијата. Овој од Хрватска имал кривична пријава. Вие го избравте. Вие го внесовте у постапка. Вие му дававте да продолжи. Јас сега треба размислувам дали градов да го направам порозен на тужби од 150 милиони или да продолжиме оваа постапка со менување на понудувачот, затоа што судот ни кажува 3 пати дека треба да го смениме. Моето идно поведение како градоначалник е договорот кој што нема да чекам 6 месеци да биде подпишан, ќе биде многу порано подпишан, доследно да барам да биде применет без оглед на тоа како ќе се движи состојбата со евентуални тужби, жалби, еди си не знам си што, од незадоволната странка во оваа приказка. Ако не ми се придржуваат на договорот, тоа нешто можела и претходната администрација го направи,
го раскинуете договорот, тогаш ќе распишеме нова постапка. Јас искрено се чудам зошто тоа не било направено со ПЦЛ Амбиент, која на тогашниот совет му било презентирано какви се плановите, што све требало да биде инвестирано, како све требало да биде направено, па до година сте отишли и сте видели дека ништо не биле направено, па зашто не сте побарале раскинување на договор? Зошто не сте побарале? И ќе го сме го внеле градот у нова постапка. Овде ви кажувам, договорот е јавен. Јас нема да го кријам. Ќе го подпишеме, вам ќе ви го давам. И ќе одиме ставка по ставка, чек, 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 чек. Има, нема се раскинува, ја враќам Дрисла, собственост на град Скопје. И после тоа тераме нова постапка. Не постои поинаков начин да излезете од правната заврзлама во која што за жал сме затекнати и вие и ние. Сите заедно сме во истиот кош. Дури ќе инсистираме на некои построги услови во договорот. Заради променети околности од моментот кога градот ја распишал постапката па до сега. Патем кажа на господине Лазаров, во Европа постојат веќе градови со нула отпад. Нула. Се може или да се рециклира, да се селектира, да се одработи и на крај да добиете нула отпад. Ако воведеме таков систем, а таа е мојата интенција, тогаш и векот траењето на Дрисла ќе биде сериозно продолжен. Зошто? Затоа што Дрисла има уште 30 години капацитет, ако само го складирате ѓубрето, што е нешто што во моментот го правиме. Ние не го употребуваме отпадот. По една проценка што ние ја имаме направено, овој град губи 120.000 евра месечно, само заради тоа што не се селектира отпадот. Само затоа што не се селектира. Замислете да овој град до сега, 8 години, имаше некој погон кој што ќе произведе струја. Па оние шипки што таму се ставаат и веќе се создава газ од кој што може да биде енергенс, ќе произведуваме или електрична или топлотна енергија. Да, голем е проблемот и веројатно сите сме свесни, вие сте свесни. И тоа не постои за жал поинаков начин од овој што денеска се предлага да се надмине или да се направи еден многу посериозен обид за надминување на проблемот. Јас не ми влага во глава, искрено ви кажувам. Зошто 8 години да го имаш правото на концесија? 1 евро. 1 евро да било внесено. Градот таму амортизирана вредност на опрема има преку 10 милиона евра. Книговодствена е околу 40 милиони евра. Опрема, машини, све. Така што благодарам за загриженоста. Ја делиме. Меѓутоа, верувајте ми, ќе бев многу посреќен ако ова што го сугерирате да биде донесено на денешната седница сте го направиле пред 4 или 5 години кога сте констатирале, пошто кажавте узречици, ќе кажам ја да е враг од неошалу и треба да ја пониште постапката тогаш. Ако сте мислеле дека тоа е навистина добро решение. Не е состојбата со Дрисла сега денеска ваква. Состојбата со Дрисла е наназад 8 години ваква. А ви кажав од каде во суштина потекнува проблемот, можеме да разговараме за детали, не сметам дека е потребно. Пошто тој предмет мање више на памет го знам и јас и секретарот на градот, дел од советниците, бидејќи еден од најбитните проблеми за град Скопје. Мојот императив, нашата желба е да донесете одлука која што може да го смени целиот ток на настани и да овозможиме да даеме една реална можност овој град конечно се стекне со вистинска современа депонија. Ви благодарам.